Здраво, дечки, ќе зборувам за овој нов бот. Се вика Ask.ru. Тоа е многу супер. Види го ова. Како да му кажам на некого дека ми се допаѓа. Бум. Види, има одговор на тоа. Во ред. Следно прашање. Што е СПБ? Господе, види, се знае. Океј, ми текна. Дали распродажбата во трговскиот центар се уште трае? Добро, па, можеби не знае баш се. Откако ќе започнете да имате секс, важно е да се тестирате за СПБ барем еднаш годишно, дури ако немате никакви симптоми. Ако пак имате симптоми, важно е да се тестирате што е можно побрзо. Не претпоставувајте дека ќе бидете тестирани на систематскиот преглед. Побарајте од вашиот лекар да ве тестира за СПБ. Тестирањето за СПБ е брзо, лесно и обично не боли. Постојат различни видови на тестови во зависност од тоа за која СПБ се тестирате. Тест на урина, каде што уринирате во чаша, бриз од образите, каде што ја триете внатрешноста на образот со мек бриз за да тестирате за ХИВ. Тест на крвта, каде што вашиот лекар зема крв од вашата рака или прст и на крај физички преглед. Вашиот лекар ги испитува вашите гениталии за симптоми како што се брадавици, рани или осип. Може веднаш да ги дознаете резултатите. Во многу клиники може да добиете резултати од ХИВ за околу 20 минути, но на некои тестови за СПБ им требаат неколку денови или недели. Ако откриете дека навистина имате СПБ, не се вадете од памет. Повеќето лесно се лекуваат со лекови. И за оние СПБ кои не може да се излечат, вашиот лекар ќе понуди третман за контрола на симптомите. Да се има СПБ не е ништо срамно. СПБ се многу чести. Повеќето луѓе добиваат СПБ барем еднаш во животот. Само запомнете, важно е на сите со кои сте имале секс да им кажете за вашата СПБ, за тие да може да се тестираат. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!